Ово извештај на Европската комисија и прилогот на колегата Мартин Николовски беше вовед на темата во Македонија наутро до 8 часот. Намален број ученици, висок процент во средното кои не успеваат да покажат основно владење во читање, математика и природни науки. Европската комисија нотира лани државата одделила помалку пари за образованието во Македонија. Бара подобрување на училишните капацитети, но и развој на дигиталните вештини. Што велат професорите, наставниците, учениците, родителите, сите оние кои што сме на ваков или онаков начин инволвирани во образовниот процес? Какви реформи ни се потребни за да можеме да го вратиме образованието на нозе кои се сметаат дека се здрави, да речеме, пред 20 години? На сите овие теми утрово започнуваме и разговараме со професор доктор Ратко Дуев, декан на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, поранешен декан. Добро утро, професоре, и добре ни дојдовте. Добро утро. Професоре, ги кажавме, еве и Мартин даде соодветен вовед на состојбите во образованието. Што кажува за нас како општество фактот дека имаме средношколци кои што немаат основни читачки вештини? Па, за да биде појасно, програмата за меѓународно оценување на студенти или популарно ПИСА, која што е дел од Организацијата за европска соработка и развој, во кој учествуваат 81 земја, Македонија некако рангира на 69-то место. Да биде јасно, не е тоа само за просто репроцесирање на знаењето, туку како тоа знаење го применуваат учениците, нели го искористуваат во нови непознати средини. Значи, не е основна писменост, туку како се искористува и се ползува знаењето кое што го стекнува учениците. Јас морам да кажам дека тоа е под надлежност на државниот испитен центар и во еден од најголемите проблеми што учениците не се подготвуваат, ниту наставниците, а знаете, нашиот менталитет е врзан за она што го зборувавме претходно за оценките. Така што ако јас знам и моите студенти, ако тие немаат обврска, дека тој им е дел за да добијат оценка или пак некои поени од оние дополнителни активности, тие го разбираат тоа несериозно. Например, ние сме канале угледни професори од рангирани универзитети со надеж дека нашите студенти да чујат, а тоа случај во средните училишта нешто ново, каде што ние со сила можеме да ги задржиме или па да ги мотивираме со 10%, значи едноставно децата она што не им е задолжение, тие го сваќаат несериозно. Затоа мислам дека во овој дел треба да се работи и со учениците, да разбере дека е сериозно оценувањето, дека тоа оценување влегува во извештајот на Европската комисија, каде што ние стремиме, и од друга страна да го поставиме проблемот со оној банален проблем со учебниците. Ние постојано, гледате во нашата држава, фокусот во образованието на учебниците. А јас како професор знам дека учебникот е само помагал, тоа не е цел. Главното е наставната програма и целта. Што ако ние користиме учебник за природни науки од пред 5 години, а имаме ново откритие? Што значи професорот не сме да го предаде новитетот, нема да или родителот ќе каже го нема учебникот па добил помала оценка. Значи ние имаме искривена свест за образованието и во последно време што сите сме свесни, она што се бара е оценката, квантитетот, а никој не се грижи за квалитетот и дали децата навистина знаат или не. Но морам да кажам дека овие тестови се исто така сложени, имаат примери кои што еве јас успеав да ги разгледам за некоја личност од Океанија, каде што да кажеме за нашите ученици тие непознати средини. Затоа велам дека мора да се подготват и наставниците и државниот испитен центар сериозно си ја заврши таа работа, а не тоа како ради реда да се спроведе. И бидејќи само како пример, Словенија е 14-то рангирана на оваа листа, а нашите студенти, паралелно со словенечките студенти, ги положуваат државните приемните испити и имаме 3500 студенти таму. Каде е проблемот? Ако тие толку знаат како словенечките студенти, тогаш што е проблем со нашето рангирање? Така. Македонското високо образование одамна не е на нивото кое глобално се ценеше. Некаде прочитавме ваша изјава, професоре, велите положбата на универзитетот е ни на небо ни на земја. Постојано укажувате дека неопходно е да се врати интегритетот на еден од најстарите универзитети во земјава. Сега, прашањето е дали интегритетот е тесно поврзан со финансиите на кои што укажува и Европската комисија. Па знаеме сите дека финансиите се основа на секое функционирање. Европската комисија со години укажува на истиот проблем, на New Model for Financing на високото образование. Падот на квалитетот, јас сметам, во основа е финансиски проблем. Со овој наш хибриден модел, како што јас го рекувам, ни на небо, ни на земја,
ние веќе 20 години функционираме. Високото образование е контролирано од 4 министерства, од Министерство за финансии, Министерство за образование и наука, кој што е ресорно, потоа од Министерство за информатичко општество и администрација, кој што е за систематизација и на работни места, и замислете од Министерство за труд и социјална политика, кој што е пак за масата, за плати, кој што е тој застарен финансиски модел. Државата се обиде со оној јавен повик на Министерство за образование во 2019 доби еден таков предлог од професорот Салам од Светска банка, кој што беше објавен во 2019 за финансирање на македонски универзитети, но тоа ништо. Потоа државата уште во законот од 2008 година се формираше Националниот совет, кој што треба да се грижи за финансирање и за научно-истражувачката работа на високото образование, но замислете, тој беше формиран минатата година, после 15 години. Беше потенциран и во 2018 година и една од главните задачи, кој прочитате законот во ставка 5, пишува дека тој предлага уредба за мерила и критериуми за финансирање на високото образование која донесува владата на Република Македонија. А нивната прва активност е ставка 18 за научно-истражувачки полиња, трето ниво области и така натаму. Значи, како да бегаме, да го решиме проблемот кој што Европската комисија постојано не го потенцира во секој извештај. И ќе се задржам на финансиите. Генерално, кога станува збор за промените, треба да земеме пример од каде што можеме да се водиме. Како многу солиден пример, можеме да ја посочиме Ирска, од мала сиромашна држава, откако решава да инвестира во образованието, станува водечка во економијата. Па еве, имаме добар пример. Јас постојано повторувам, образованието, особено високото образование, е столбот на државата, бидејќи високото образование, за разлика од останатите степени, не е само настава, туку тоа и воспитание, туку е и научно-истражувачка дејност. Значи, ние не мрднатме од тоа 0,38, што се потенцира во извештајот од бруто домашниот производ. Убаво кажавте, пример е Ирска, која што од една сиромашна земја го зголеми инвестициите во образование за 4% од бруто домашниот производ, што доведе денеска да Ирска е една од главните и водечките економии во Европската унија. Од друга страна, тоа ги привлече и нивните имиграција, диаспората, да се вклучат во инвестиции, создадоа услови, но пред се има и квалификувана работна сила, каде што може да работат на најсовремено производство, најсовремени технологии и така натаму. Ајде под прашање на ова, каде грешиме? Ако изминативе 20 на години нели работите се такви какви што се, ако знаеме дека малку поголемото вложување финанси во образованието за наука и така натаму истражување може да ни донесе бенефит, зошто никако не можеме да мрднеме од мртва точка, односно зошто 20 години ги зборуваме истите работи, политичките елити се менуваат, доаѓаат едни, заменуваат други, а ние некако како да стоиме во место, а губиме само студенти, а не сме бунар не пресушен. Едноставно, младите од година во година се помалку и помалку ги имаме, а ако ја гледаме големата слика за некоја година, ќе дојде да ја платиме сите сметката за тоа. Зошто толку голема незаинтересираност? Затоа што нема политичка волја. Гледате, постојано, изминативе 30 години, јас би кажал, целта е нели да се стави некаква контрола на високото образование. Морам да кажам дека вистината е на средина, заради ниските плати, голем дел од професорите во минатото не успеа да се изборат за некој посебен статут на образованието. Самите закони за високо образование, гледате, се донесени со измени многу такви закони, да не ги набројувам. Сменете се во последните 10 години 11 министри за образование и наука, тоа покажува дека нема политичка волја. Јас за образованието постојано потенцирам дека треба да се направи еден наднационален консензус. Например, ние имаме стратегија за образование донесена од 2018-2025 година, каде што Европската комисија потенцира дека нема никаков мониторинг механизми на акционите планови. Што е направено? Зошто се дадени тие народни пари? Без разлика дали потекнуваат од меѓународните организации. Зошто, како што велите, немаме... Зошто политиката не се грижи, чекајте, зошто секоја година ли да ни стои во извештајот истите проблеми да ги нотира Европската комисија? Проблемот е што некако во тој популизам кој што владае политиката, интелигенцијата
на некој начин смета. Знаете, Македонија се на сема 3000 професори. Зошто се борите со тие професори наместо да ги искористите за разни стратегии, за разни подобрување на условите во државата? Значи, недостасува политичка волја. Јас се надам дека конечно ќе бидат свесни и политичарите дека без образование ние нема напредок. Еве, баш интересно и во науката, оној дел што е исто најнизок во Европа. Интересно е што дури и приватните компании учествуваат со околу 0,1% во тој буџет, што е исто мал, а што уште значи нема ни општествена свест ниту кај приватните компании дека е подобро да инвестираме во наука и да имаме свој личен производ, отколку да кажеме да купуваме од машини до не знам какви разни продукти од развиените земји. Ја споменавте политиката, професоре, и вие, Ивана. Во тој контекст, како е од друга страна факултетите да ја зачуваат автономијата од се поголемо политичко искористување? Па сите овие закони ни одзема автономијата. Знаете, кога прочитате законот за високо образование, првите 5 глави се за гарантирана автономија, но јас, како што и потенцира извештајот без финансиска автономија, знаете, и во извештајот на Салмија го прочитате, тој токму го нотира тоа, вели, секоја година добивањето на средства од буџетот не се заснова врз објективни и транспарентни критериуми за распределба на јавните универзитети. Висината на јавните пари што секој универзитет ги добија зависи од способност на секој универзитет и способност на ректор да преговара со Министерството за образование и финанси. Значи, ние тоа го знаеме и ете еден човек од Светска банка истото ни го нотира. Значи, без вистинска автономија, земете го моделот на Словенија, каде што навистина постои таа финанска и кадровска автономија, ние не можеме да имаме квалитет. Еве да кажеме, во Словенија универзитетите добиваат пари по студиска програма. И тука никој не му се меша на универзитетот како парите ги троши. Дали за кадровски решенија, дали за плюс имаат фондови за научни истражувања и гледаме кој е резултатот. Така. За крај завршуваме со прашањето какви кадри денес продуцира факултетот каде што вие ни доаѓате. Ете, имаме чест, имаме привилегија да соработуваме многу често, не само со ваши колеги од вашиот факултет, туку со многу професори од факултетите при УКИМ и можеме да кажеме слободно дека навистина имаме и професорски кадар со кој што се гордееме, но кој што дел исто така размислува да се замине од државата. Тоа е неизбежна тема да го дискутираме, но и го приметуваме и разочарувањето кај дел од професорите кога гледаат како младите ни заминуваат. Како во иднина, професоре? И се гордеете ли вие со своите студенти? Бидејќи ако зборуваме пред многу години, тоа не беше така. Јас морам да кажам дека само човек што работи во високото образование може да ги согледа тие работи, бидејќи од надвор сликата за високото образование така се создаде, нели, демајкете ништо не работат, одат кога сакат на работа, но не е така, бидејќи професорот работи и дома, мора да се подготви за часовите. Имаме навистина гениални студенти и тоа е еден проблем кој што сите нас не боли, кога ќе чуеме, подпишувам препорака да замена на студирање, нели, магистерски докторски во странство. Проблемот е што ние правиме многу истражување на оваа тема, клучно е што децата се жалат на условите во државата. Знаете, не е проблемот, не може да го решиме високото или самото образование без да ги решиме другите проблеми. Студентски домови, храна. И јас ќе кажам со еден збор тоа што ни го нотираат надвор од овој извештај. Јас се нарекував масовна корупција, американската амбасадорка нарекува епидемија од корупција и навистина дека ние не работиме сериозно против корупцијата, не можеме да го подобриме студентскиот стандард што се гледа. Например, еве, ако се доделувате навистина стипендии со поголем обем за студенти од социјално ранливи категорија, дали навистина ќе стигнат до тие студенти или повторно ќе имаме случаи кој минат. Значи, се што ќе се донесе, се што ќе направиме како стратегија, прво и основа мора се да отрнеме корупцијата од сите системи и тоа мислам дека ќе подобри условите за живот и на младите луѓе ќе им се врати вербата во државата и институциите. Да се надеваме на позитивен пример во следниве години кои што се пред нас, бидејќи работите ни малку не одат на добро. Но ќе говориме гласно за да ги менуваме ситуациите, да. Професоре, благодариме за гостувањето. Одиме со вести.